Опозицијската СДСМ тврди дека преку јавните набавки се создава затворен круг на компании кои добиваат милионски договори од институциите и општините под контрола на власта. Според партијата, компании како Ленди Груп, Pyramid Building Solutions и Масев постојано добиваат градежни проекти, додека за надзор и проектирање се повторуваат истите две фирми. Овие омилени фирми за тендери на власта имаат само две исто така омилени фирми за заедничко проектирање и вршење надзор. Во десетици општини и институции из државата се повторува еден ист образец. Истите изведувачи добиваат милионски тендери, а на нивни надзор работат само две фирми – МГ Проект и МБМ Архитекти. Од СДСМ вела дека овој модел се повторува во повеќе општини и институции во земјата, создавајќи бизнис шема за профитирање од јавните средства. ВМРО ДПМН реагираше на овие тврдења, оценувајќи дека компаниите што ги спомена Фрчковски редовно добивале тендери од министри, директори и градоначалници од редовите на СДСМ. Во реакцијата се наведува дека Фрчковски како откритие представува податоци кои според нив се јавни и достапни преку електронскиот систем за јавни набавки. Сите спомнати фирми се компании кои долго време работат, регуларно се пријавуваат на јавните набавки и согласно најповолната понуда ги добиваат тендерите. Дека тука нема ниту скандал, ниту некакво откритие на АКТ на СДС, зборува и фактот што истите овие компании, МГ Проект Дуел Скопје и МБМ Архитекти Дуел Скопје, учествувале на јавните набавки и добивале тендери уште во периодот на власт на СДС. Од ВМРО ДПМН му препорачуваат на СДСМ и на Јон Фрчковски да се обратат до сопственото раководство, конкретно до председателот Венко Филипча, и да прашаат за изворите на средствата за луксузните вили на Водно, како и за златната виза и станот во Дубај.